Поздрав сите дечки, јас сум Лјупчо ХД и како што можете да видите, ова е новото клипче на мојот YouTube канал. И дечки, како што ви обетив, значи ќе направам клипче посебно каде што ќе кажам кои се најновите работи, кои ќе бидат најновите работи на New City серверот и кој ќе биде апдейтот и слично. Значи, како што знаете, скоро сите New City Summer Update наскоро доаѓа. Така да ти има многу јаки работи додадени во него, така да во дескрипција имате IP од серверот за Open, многу сакате, односно за Summer Update, посетете го, слотови ќе има 1000, значи претходното клипче јас грешив, кажав дека ќе има 500 слотови, но ми кажа од администрација дека ќе има 1000 слотови, односно ќе биде ставено од КГБ да има 1000 слотови и се надеваме дека ќе биде напунет 1000 од 1000. А сега пред да започнем ова клипче, односно пред да започнам ја да зборам за New City апдейтите, во дескрипција имате линк од мојата Facebook страна, така да одите на мојата Facebook страна, имате најновата објава каде што ја прашав, еве кажа може да видите моментално, каде што ја прашав дали да има лайвстрим за 2000 сабови. Значи за 2000 сабови ќе правиме лайвстрим каде што ќе одговорам прашања вие што ќе поставувате во моментот и ќе збориме за некои теми, може ќе дојде некој може би ќе дојде и некој јутубер со мене заедно да збориме. Нема да стримам игри затоа што интернет немам толку доволно, само можам да снимам на звукот, односно ни камера не можам да упавам зашто ќе падне стримот. Но добро, да оставиме тоа веќе, значи кажав лайвстрим ќе има доколку вие сакате, сега околу 10 има коментирано, само еден не има, 9 има да, така да се надевам дека ќе има лайвстрим, но вие доколку сакате коментирајте, линк имате во дескрипција. Сега прво што сам да ви кажам, значи ова на форум, значи све гледав на форум, значи официјално што е. Значи доколку се немате придружено, се немате придружено, придружете се на New City евентот каде што се одржува 23 јуни, значи 23 јуни се одржува Summer апдейтот. Придружете се. Мене моментално ми се смиња GTA 5 новиот апдейт, така да после ова клипче иде GTA 5 со новиот апдейт, а после тоа и New City рпање. Но нема везе, да се вратиме на New City Summer апдейт. Значи 23.6.2017, односно 23 јуни, среда во 4 часот Summer апдейт. Како што можете да видите моментално, сега ќе ги читаме заедно, значи под 1. Ќе има можност да извршите промена на вашиот куќен интериор во посебна продавница каде што ќе има 4-5 интериори и секој ќе има различна цена. Кој ќе го купувате интериорот, ќе можете однапред да го тестирате на 15 секунди и при тоа да одберете дали сакате да го купите или да откажете, подетално ќе видите in-game. Значи ова е предобро за интериер, затоа што доста има куќи што имаат лош интериер, така да тука ќе може да се смени. Конечно, значи еве како што прочитав нов тој систем, како таис или како се чита ова, немам појма леле, но знам дека сите го сакаат што го посакувате, значи ќе читам така, ќе се купува од посебно измапирана продавница, така на вашиот карактер има 7 слота за прикачување објекти. Членовите на полицијата ќе имаат додатен тоис, со што кога ќе земат опрема и со така ќе имаат опција да закачат полициска капа и други објекти и после онивај ќе бидат избришани. Според мене тоис, што го читам ја, односно го кажам, тоис, скоро сите го бара на New City серверот, така да ќе го имате тоа на апдейт. Трето, нов изглед на екстериор на полициска станица, значи нова полициска станица, нов изглед на екстериор на Алфа, нов изглед на екстериор на ЛЦН, нова локација и промена на екстериорот на такси, значи тоа ќе биде многу добро. Значи се ќе бидат нови мапи измапирани од Дука и од Александар. Седмо ќе бидат додадени целосно нов Джеферсон мотел, во него ќе се зема тоа што сега може да се зема од хангар. А во хангар ќе може да земате различни пакети со оружје на секој 20 минути, но тоа ќе ви биде потребен левел 5. Значи хангар ќе се стави во употреба само за оружје зимање, односно таму ќе се борите за земете пакети со оружје, а во Джеферсон мотел таму ќе се зема мац и дрога. Осмо, во ДГ преостанато време ќе ви покажува на екран исто како кога се завземаат територии. Супер и тоа, значи не мора да пишувате тайм и да спамате. Девер влез во било каков бизнис нема да се напаѓа, собствениците ќе заработуваат со процент од куповината.
И тоа е многу подобро, значи сега не може да ставаат на бизнисите 5000 влез и вие мора да влезете и они зимаат 5000 од тоа, него што ќе купите вие, пова и да ти излака нив пари. Потоа има трафика систем, да, значи трафика систем ќе може да се купуваат цигари, мобилен, батерии и слично. 11 нов систем и заштита на вашиот акаунт, значи тоа сега ќе биде зумирано, значи може да го прочитате нешто со NCC код, значи нешто како security код ќе имате. 12 временски рен систем кој ќе влезете на возилот, ќе ви излезе диагонал во кој што треба да пишете колку време сакате да рентате, значи ова е многу добро затоа што на други сервери го имаше, а на NewCity го немаше, значи си рентате на пример кола или мотор, си рентате мотор на 5 минути, после 5 минути ви исврла автоматски, или рентате мотор на 20 минути кој ќе ви направи ЦЈ некој, значи ќе ви исфрли од моторот он кој ќе влезе, ќе не може да го вози затоа што тој мотор е рентан 20 минути. Ќе биде додадено работно време на банки, со што банките ќе работат од 8 до 00 и кога сме кај нив исто така ќе биде додаден трансфер од комерцијална банка. Опа дечки, ова баш добро ќе биде затоа што ќе има работно време на банките, значи не може да бидат цело време отворени како што е во реален живот, значи кога што гледате NewCity ја направиот пат кон односно кон roleplay, целосно нов зграда систем каде што ќе може да купувате ефтини станови. Опа, тоа ќе биде јако. 14 кај HP ќе биде додадено да покажува со бројка, уште тоа е подобро затоа што ќе не мора да си минјате како модови некој за да ви покаже колку ќе имате HP. ANGM нема да може да користи ни една команда додека се off duty, тоа е добро. Нова мапа на фарма, супер, значи тие што ќе работат у фарма ќе имаат многу поинтересно сега затоа што ќе имаат нова мапа. Нови бензински станици на Лос Сантос, односно OMV Station, мислам дека сега ќе најдеме таа OMV што беше. Чекај да одиме сега, да одиме NewCity, сега мислам дека ќе најдеме, ако не ја најдеме ќе видите in-game, но мислам дека имаше слики тука негде дука кој што мапирал, значи OMV беше, сега ќе видиме, OMV да. Ќе најдеме сега да видиме само дали ќе ни чита малце ми кочи интернетот затоа што си мијам новиот апдейт од GTA 5, а новиот апдейт е ева на 2 GB и 2.2 GB. Не можам да го најдам. Ајде. Добра, не е важно, in-game ќе видите, значи многу убава мапа е за бензинската. На терен ќе има претест со што ќе има со што ако имате илегали ќе ви биде додаден wanted level. Уште тоа е подобро, значи уште по roleplay. Ќе може да го оцирате секој имот, значи да, тоа е многу добро, значи куќа, стан, викендица и фирма да може да се лоцира, затоа што знам дека фирмите не може да се лоцираат и слично. Но дечки, сакам само да ви кажам, значи ова се дел од новостите што ќе бидат за NewCity Summer Update, значи ќе има уште многу што не се искажани, а може и се кажани, но ја не сум ги видел. Значи долго сакате посетете го овој сервер NewCity, односно посетете го на апдейт доколку сакате 23 јуни среда во 4 часот, односно во 16 часот. Исто така само да ви докажам дека нешто ново ќе има за оглас, значи ќе има некои нови команди и назнаки што ќе може да се додаваат во оглас за да биде по roleplay. Значи тоа беше се што сакав да ви кажам за овој апдейт. Се надевам дека ќе дојдете да го посетите, а јас за Summer Update ќе се потрудам да снимам во моментот кога ќе биде отворен, па ќе видиме дали ќе накачи до 1000 играчи. И сега на крај, дечки, пред да го завршиме овој клипче, сам да ве замолам доколку се немате субнати на мојот канал. Субнете 1928 сабови имам, значи уште многу малци ни фала до 2000 сабови. Ова лето ќе бидам многу поредовен, се надевам дека ќе бидам многу поредовен и ќе се потрудиме бар ова лето да стигнеме до 2300-2400 сабови. Исто така Сан Андреас ќе се снима и GTA 5, затоа што овој канал се заснова на GTA серијалите, така да дечки, тоа беше се за овој клипче. Доколку се свиѓа, лайк, шер and subscribe, посетете мојата Facebook страна и се гледаме на наредното клипче. Поздрав!